Михела, ама Михела, извини. Извинувањево да не ти е некоја првоаприлска шега. Ама навистина ми е жал. Не ти верувам. Добро, ама барем ајде кажи ми што сакаш најмногу да јадеш? Чоколада. Честит 8 март и ти благодарам што си ни добрата колешка. Ти благодарам и јас, Михел. Вака се постапува со девојка. Ветувам, повеќе никогаш нема бидам вулгарен. А сега може да започнеме? Можеме. Здраво, другари! А вас посебно, другарки. Честит ви 8 март! 8 март не е денот на мајката. 8 март не е денот на учителката, а на класната паич. 8 март не е денот на директорката. 8 март не е денот на шефицата. 8 март е денот на сите жени. Меѓународниот ден на жената. 8 март е ден да се потсетиме на... Да се потсетиме на Роза Луксембург. на Клара Цеткин Да се потсетиме на женската борба за родова еднаквост. и нејзината борба за правото да не биде малтретирана и злоупотребувана. Совети за 8 март. Совет број 1. Купете цвеќе на саканата жена, но не заборавајте својата. Осми март официјално е прогласен во 1975 година Од страна на Обединетите нации за меѓународен ден на жената. Пред само 100 години жената добива право на глас. денес, во 2025 година, жените се дел од општествениот живот. Тие се бизнисменки, политичарки, функционерки. Но процентот на застапеност во овие општествени дејности се уште е мал. Во држави како нашата, се уште има мнозинско мислење дека местото на жената е во куњата, да раѓа, да чисти и ништо повеќе. Затоа се уште 8 март и те како ни е потребен. Затоа што за среќно општество може да придонесат само среќни жени. Се прашувате, од каде ваква тема во тинеџерско шоу? Затоа што ако сега не станеме свесни девојки, многу потешко ќе станеме свесни жени. Совети за 8 март. Совет број 2. Ако не знаете како да изненадите вашата сопруга, запознајте ја со вашата љубовница. Дојде уште еден крај на малку поразлична епизода. Знаеме дека бевме кратки. Но барем се надеваме дека бевме содржајни. Останете на исто место во исто време. Останете позитивни, се гледаме наредна недела. Чао! Чао!